Добро вечер и добро дојдовте, почитувани. Добро вечер Македонија, добро вечер или добар ден Америко. Со оглед дека еве се случи тој настан на деценијата во секој случај, имајќи факт дека да, во овие сите 2 месеци во континуитет, како што ви ветив, дека ќе застанам за човекот кој заслужува почит, внимание, во секој случај, бројката 45 и бројката 47, најсилниот председателски камбек во историјата. Победи вистината, победи правдата, победи прагмата. Што значи прагма? Прагмата значи дека ако си ја сакаш државата, татковината, никој не може да ти застане на патот. Правдата е секогаш на страна на тој што е вистински патриот, не комерцијален патриот, не корпоративен патриот, туку патриот кој си ја сака државата. Тако беше и е господинот Доналд Трамп, кој, како што реков, со број 45 и 47, 45 председател и 47, повторно на 5 ноември ја освои власта. Еве заедно вечерва сум со господинот Жан Станоевски, во својство на аналитичар во првиот дел, а потоа и мојата десна рака во која чекувам соговорници од светот. Добро вечер и добро дојде. И нека бидат за многу години овие успешни резултати, бидејќи во Америка имаме пола милион македонци кои гласа, затоа ја ставивме и химната македонска и американска. Така е, да и остануваме наклонети кон овој избор и тоа е добро за Македонија. Ние не сме некој фактор важен или во светски рамки, меѓутоа ќе подискутираме и за другите теми кои што се важни поради изборот на Со оглед дека во интерес на времето ние имаме многу теми вечерва. Ја ќе замолам режијата само да поздравам, да вистина вечерва сме еден убав број и да им се заблагодарам на прекрасните луѓе, господинот Ѓорѓи Дојчиновски, кој видовте оваа иконографија, тоа е компанијата Signum Plus, која еве ни овозможи вечерва да бидеме секојаш, како што знаете, ексклузивни и подобри од другите. Не е ова нарцисиност, али доволна е. Скромноста не води кон ништо. Благодарам уште еднаш ка господин Дојчиновски, благодарам господине Ацевски, кој со така дадовте на поддршка за реализација на оваа емисија. Почитувани, одиме со коментарот на амбасадорот Зоран Дабич и се враќаме во студиото. Долго очекуваните председателски избори во Соединетите Американски држави завршија. Борбата на титаните заврши согласно големиот хит на групата ABBA The Winner Takes It All или Победникот зема се, додека поразената кандидатка на тој 5 ноември потона на брзина како Титаник. Корпусот прашања врзани за економијата и благосостојбата на нацијата, што ги туркаше Доналд Трамп, лесно издоминира пред конкурентскиот корпус на етички прашања, што ја обои кам последен миг да ја назначат безличната Харис за кандидат. Целосно го ни тој на овие избори го зголеми бројот на своите гласачи, околу 73 милиони гласови, за повеќе од 10 милиони во споредба со 2016 година, кога ја победи тогашната кандидатка Хилари Клинтон со освоени околу 63 милиони гласови и за прв пат стана председател на Соединетите Американски држави. Кои ќе бидат следните потези на следниот 47-ми поред председател на Соединетите Американски држави? Многу ми наверуваат дека има голема шанса да остане запомнет како миротворец. Многу мена дека ќе ја закрепне американската економија и дека ќе најде вистинска формула за економската експанзија на Кина. Она што можеме да очекуваме е дека тој во својот втор председателски мандат ќе влезе далеку поискусен и поподготвен, а тоа се навестува и преку првите контури на неговиот далеку посилен тим во споредба со првиот мандат. Да, благодарам многу за бравиот текст што го прочита неговата екселенција Зоран Дабич. Благодарам на мојата екипа, морам да ги спомнам. Кристина Томич, мојот асистент и дизајнер на оваа емисија и продуцент на оваа програма, Ивана Алексова и Огнен, нека ми прости, навистина ќе го спомнам потоа со презимето. Господине Становски, еве го слушавме коментарот на господинот амбасадор. Па добро се очекува. Дека winner takes it all. Или така е, победникот зима се. Да ги поздравиме гледачите уште еднаш. Добро вечер до вашите гледачи.
победникот зема се, така е поставен и изборниот систем во државите во Соединетите американски држави. И сега очекуваме пресврт, очекуваме позитивни нешта, особено позитивни во внатрешната политика и економската политика на Трамп, со добар тим кој што се очекува тој да го состави. Сетете се само на потршката што имаше од Илон Маск, од технолошкиот гигант и гений. И тој многу помогна во секој случај. Тој му е ветар во грбот, така, што значи дека еве како што кажа и амбасадорот, очекуваме промени кои што ќе носат позитивни ветришта, а ако состојбите се добри во Соединетите држави, ќе бидат добри и во останатиот дел од светот, доколку секако не се инвестира и не се промовираат војни конфликти и постојани војни, како што се правеше досега во овие 4-годишен мандат на Демократската партија. Знаеме дека се тие подбуснувачи на војните, знаеме дека се тие практично контролирано од војно-индустријскиот комплекс, кој што е во сенка и кој што практично ќе влече конците на политиката, на надворешната политика. Знаеме дека Соединетите држави има околу 600 или колку 800 војни бази распрскани по светот. Тоа е се факти кои што одат во правец на поттикнување на војната. И голема радост и со исполнет сум со очекување и со радост да заврши оваа хаварија, оваа страшна непотребна војна што се одвива веќе големи загуби и животи. Трета година кај што стотици илјади луѓе загинаа, братски народи се меѓусебно се убиваат, подбуцнати нормално од таа јавачи на апокалипсата, милитаристичка политика дефинитивно на таа структура на владење на Соединетите држави, и тоа е очекувањето од аспект на така наречениот миротворец. За неговиот прв мандат, се сеќавате, немаше ни една војна. Така. Жан, ќе ми дозволиш, верувам че се согласиш, заедно да реализираме мисијата. Сакам тука да ја замолам екипата и да може да одиме и со прилогот на Гласот на Америка, со оглед дека користам во тебе избор, да видиме како беше представена вечерта на 5 ноември, победата што никој не очекуваше, меѓутоа евидентна е. Ги освои сите гласови, тоа се брои уште, доколку дојде 290. А 290 ќе бидат сигурно до електорските гласови. 270 беше лимитот, но надмина. А така наречениот popular vote го освои исто така, за разлика од минатиот пат кога изгуби. Гласот на народот и Electoral College. Идеме со прилогот на Voice of America да видиме како тоа не ги регистрира. Следниот председател на САД е познат. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Поранешниот председател Доналд Трамп чекаше повеќе од 7 часа по затворањето на гласачките места на источниот брег за да им се обрати на своите следбеници. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. Поддржувачите секогаш беа самоуверени и покрај анкетите кои покажуваат тесна разлика меѓу Трамп и подпредседателката Камала Харис. I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel, housing. I like the 4 years we had under Trump prior, and I'm hoping we can get back to that. Откако Трамп ги постигна потребните 270 електорски гласови, црвениот бранд продолжи во Сенатот на САД, бидејќи републиканците го освоија мнозинството. Тоа беше брутално долга кампања, при што Трамп преживеа 2 обиди за атентат. Еден куршум во јули го погоди во увото, оставајќи слика за паметење на председателскиот кандидат како изговара борба, борба, борба. Рене Вејт седеше зад него тој ден во Батлер, Пенсилванија, но беше и синоќа во изборната ноќ во Палм Бич. Таа вели дека Трамп треба да го задржи тој став следните 4 години. I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting. Оваа толпа народ како да знаеше од самиот почеток дека нивниот човек повторно ќе победи. Ова се капите што беа поделени додека луѓето влегуваа во ова изборна партија за наблюдување. На нив пишуваше Трамп, 45 и 47 председател. Да, почитувани, за некоја, ја би замолил тука еден премин и се враќаме веднаш во студиото.
ние ќе го користиме, но тука, еве, веќе го имам на програма, човекот кој заслужил многу за и околу потикта и пораката до македонците кои се 500.000 по број во Соединените американски држави, не од еден ден, два, тоа се со децени. Господинот Ѓорѓ Атанасовски, кој повеќе од 5 децени е во Соединените американски држави и кој даде голем придонес за отварањето на мајндсетот на македонците да гласат за вистинскиот избор. Ивана, одиме со порака на господин Ѓорѓ Атанасовски до македонците и се враќаме во студиото кога го очекуваме и да го вклучиме в програма. Останете со нас. Македонскиот бизнисмен Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски ги повикува сите македонци кои имаат американски пасош да гласаат за идниот американски председател Доналд Трамп на предстојните председателски избори во САД. Здраво на сите, ова песма е председателот Трамп. Ајде сите заедно за Трамп да гласаме. Да, почитувани, тоа е само... Да, може. Ќе ја пуштиме после баба Митра, таа е од Мичиген, која потикната од пораката на господинот Ѓорѓ Атанасовски, даде порака до сите македонци преку македонската песна, не со македонската песна, со ритмот на македонската песна, а во фокусот на изборите упати порака токму за твист државите и колебливите држави, точно, каде што Трамп сите ги освои. Ги освои. Дури немаше дел, општина или било кој регион, каде што немаше множество на гласови. Да. Сите ги освои. Да го вклучиме господинот Атанасовски. Добар ден или добро вечер по македонско време. Кај на се добар ден, кај вас се добро вечер. Еве, Ѓорѓ, успеа да се слушне гласот твој и пораките твои кои заедно вистина беа искрени. Еве и баба Митра од Мичиген, која преку исто 30 години, преку песната и пораката, даде подршка за Трамп. Кои се вашите очекувања? Пријатели сме со децени, ќе дадам на ти. Како го доживаш? Ја доживаш победата на Доналд Трамп? Ја мислам не само победа на Доналд Трамп, ова е победа на светот. Затоа во светот нас не е потребен мир, ни е едно соживотно заедничко во светот да поминиме, а овие работи што се случува досега во овие последни 4 години, ја мислам се најлошите години за целиот свет. Со добивањето на Доналд Трамп, ја мислам работите ќе се променат и ќе се променат во добра насока каде што светот ќе мора сите да почнат да работуваат, да се работува заедно за доброто развој на сите едни држави кои што се по целиот свет. Господин Атанасовски, еве да бидам искрен, спомна во минатата емисија, не случајно ја пуштив емисијата на 5 ноември, што ја организирав со Роe Манеиро, тоа е еден од големите од тимот на Доналд Трамп и еден од фондрайзерите, речам, и стратези на Доналд Трамп, кој ја најавил и кажа дека Доналд Трамп ќе победи. Исто учествуваше во таа емисија и се случи тоа, бидејќи даде вистински аргументи, Жан ќе се согласиш со мене, дека Трамп е апсолутниот победник. Од таа дистанца, еве, да видам, ти си пријател и со Џорџ Буш, семејството, а и со господинот Трамп. Која е релацијата и врската на пријателските врски меѓу тебе и семејството на Доналд Трамп? Јас се знам добро со неговиот син, најстариот, така да се имаме видено неколку пати и соработуваме во некои работи кај што е можно заедно да помогнеме. Исто така, тоа е многу убаво, бидејќи Македонија, секоја што реков, треба да биде македонците, политичарите, бизнисмените, нашата диаспора, кој свесно некој ја маргинализира и ја става. И оваа емисија, јас од се срце упати пораки до актуелниот премиер, господин Мицковски, до власт, до председателката, да ја сватат нашата порака, господине Ѓорџ, кај што сте вие координатор, еден од координаторите, кои ќе бидеме дел на таа
таа агенција за културна соработка со македонците у светот. Имајќи факт дека актуелниот претседател, народна забелешка, е човек кој нема македонска самосвест. Еве, сурфајте, ќе видите што изјавил господинот, не сакам презимето да му го спомнам, меѓутоа, дали нам такви ни требат? Еве, вие сте пријател со семејството на Буш, пријател со семејството на Доналд Трамп, значи, таквите координатори на македонците во светот нам ни треба. Што мислите? Еве, имавме случај, денеска заврши тој самитот во Европската Унија, каде што и нашиот премиер доби поддршка од господинот Орбан, кој сите го Жан, може ми тука да додадеме, можеш и да додадеш дека... Орбан е бунтовник во ЕУ. Да. Свртен е во правец на мирно решение на кризата во Украина, на таа војна и едноставно го изолираат, се обидуваат да го трнат на страна. Меѓутоа сега... Еве, успеа, неговото време доаѓа. Се чини дека доаѓа, да. И само да господин Атанасовски, Ѓорѓе, според информациите кои допра до мене, Орбан беше тој месенџер бој. Он му е честита победата на Трамп од Путин. Ние ќе го имаме Путин понатаму по некоја минута. Кој е твојот став за и околу менувањето на политиките? Орбан беше критикуван, а сега е crucial pillar, да речам, во Европската Унија. Да подсетам госпоѓата Урсула фон дер Лајн, поита Макрон, па што да кажам, еве и Шолц, исто така. Значи, реал политиката си го прави својата. Повери. Јас мислам Орбан е еден од попаметните европски лидери. Уште од почетокот Европската заедница работи против него. Но и тој ги издржа сите притисоци и докажа дека е разрешен на прав пат, а сите други западни европски земји се на патот кој што не е денеска е потребен, нас не е потребно обединување и соработка со сите мнозе земји. Така. Ѓорѓ, ти благодарам многу, со оглед дека твојот придонес не случај го стави на прво место. Жан, ќе му посакаме добро здравје на господин Ѓорѓи и се надам дека господин Атанасовски ќе продолжи со кампањата заедно со актуелната власт да направи што повеќе еден пушап, едно туркање напред Македонија, имајќи факт дека и првите луѓе на Трамп ќе ги најавиме, ќе видиме наскоро кои се у тимот, беа тука во Македонија и се сретна со господин Мицковски. Ти благодарам, Ѓорѓ, многу за вечерашното гостување и се слушаме многу скоро. Фала и ви пожелувам успех и понатаму и во телевизијата и ја мислам, ние сите треба да му помогнеме на господинот Трамп во идните месеци да соработиме заедно со него што повеќе, а тој може и нас да ни помогне во нашите проблеми што ги имаме во Македонија. Благодарам уште еднашка. Почитувани тоа беше од Флорида господин Ѓорѓе Атанасовски, главниот мејкер, да речам, и стратег за македонските, американско-македонски односи. Еден мал премин, Ивана и Огнен, и се врачаме, го бараме исто така еден од актуелните представници на македонската диаспора, тоа е господинот Јорданов. Веднаш по преминот се врачаме, останете со нас.
Драги мои, рековме дека ексклузивни сме и токму на еден голем празник, заборев на почеток да кажам, а и на крај ќе дадам еден мој вовет и мој поздравен збор за големиот македонски христијански празник за великомаченикот, свети велики маченик Димитри. Но еве, убаво и одбележуваме и победата на господинот Трамп. Рековме дека се таму повеќе од половина милион македонци кои дадоа свој несебичен придонес да се случи ова позитивна енергија у која навистина се радуваат. Го пренесувам и ставот и видувањето на македонците од сите држави во оваа голема држава. Еве имаме представник од Обединетата македонска диаспора. Тоа е господинот Гордан Јорданов, генерален секретар на ОМАДА и директор за Европа. Беше мој соговорник минатата година, но Бог сакаше вечерва. Гордан, добро вечер и добро дојде во вечерашната специјална емисија за и околу изборите во Америка. Слободен, добро вечер, поздрав до вашите гледачи, ви благодарам многу на поканата. Како што спомна, нека е вечен празникот, тоа е слава на мојата баба и дедо, покоен дедо, додека беше жив ја славевме, но ете... Вие младите треба да го продолжите. Многу домови и имаме имиња кои што се прославуваат. Така да, еден голем ден и благодарам на поканата, ќе ми биде драго да споделам. Задоволство и чест. Гордан, темата ја насловив бројот 45. Рече можете темата да ставиме. И бројот 47, најсилниот председателски камбек во историјата. Кој е твој коментар апропо се тоа? Знаете како, мислам дека самиот Доналд Трамп како кандидат беше упорен, правеше некои работи кои што мислам дека многу американци едноставно ги привлече неговото и понашање, да кажам, не секојдневно политички, тој е многу искрен во своите говори, говори често од срце, него тоа што му е дадено и верувам дека многу од америчките граѓани ја покажаа тоа незадоволство во изминативе неколку години од самата администрација и како што гледаме дури во држави каде што беше претежно застапена демократската, да кажеме, гласачко тело, луѓето излегле и гласале за другиот кандидат, односно сегашниот номиниран претседател Доналд Трамп. Така да се повеќе и повеќе гледаме дека можеби многу од демократските гласачи гласале против својот кандидат, него што републиканците го задржале својот збор и гласале за својот кандидат. Обединетата македонска диаспора е референтна организација која навистина представува Македонија во вистинско смисло на зборот. Поздрав до господинот Мето Коловски, како почесниот претседател на ОМАД и актуелниот претседавач на ОМАД, заедно со тебе, Гордон, кој си ти директор на ОМАД за Европа. Како исто е рефлексијата, да речам, знам дека несебично дадовте голем придонес за анимирање и за поддршка на македонците, како господин Ѓорѓе Танасовски, и јусте многу како вас дадовте, и мојата маленко да видам искрен, дадов несебична поддршка да се случи ова најпозитивно нешто на планетата во овие изминати децении. Ти благодарам, Слободен. Исто како тебе во сите овие години, ОМАД застанува, да кажам, неутрално на самата база на политичката сцена, имајќи во предвид заинтересираноста и исполнувањето на потребите на македонската заедница во Америка, како и развојот на Македонија како држава. Сепак, како што знаете, ОМАД како организација е неполитичка и непрофитна организација која што разговара и има релации со двете страни или двете администрации, да кажеме, заради тоа што сме главни виновници на креација на тој македонски кокас или групата за пријателство со Македонија, на која што е, да кажам, бипартизанска, или како да се изјавам, представници од едната и од другата партија, и тоа е многу битно за остварувањето на потребите на или интересите на македонската заедница во САД. Така да како таква дефинитивно и сега ќе останеме неутрална, а ќе ги представиме нашите барања и интереси како македонска заедница. Гордан, ти благодарам многу, не случајно ќе речам во формат сме вечера со тебе, но те очекувам наскоро во моите емисии и токму ќе збориме малце едно поголем формат, која ќе биде стратегијата и на ОМАД и кои се
најважни чекори што треба и актуелната власт, заедно со сите нас, да направиме еден добар пат, една добра траекторија, една добра стратегија, овој пат наистина да видиме во поинакво светло со поубави резултати. Ви благодарам уште еднаш, секогаш ми е задоволство да бидам кај вас на емисија. Жал ми е што не може вечерва да бидам со физичко присуство, но сигурен сум дека ќе имаме можност да ете така малце подлабоко ги поразговараме работите и поврзаноста на матичната земја, односно Македонија, со потенцијалот на македонците кои живеат на страна. Да се живи здрав и убаво, нека ви е за многу години уште еднашка вашата домашна слава и на сите кои ја прославуваат, го прославуваат овој голем празник. А за особено Македонија, како и за преподобно Параскева, Света Петка, Митровден е исто еден од големите свети. Да не ги редам, тоа е одлика на нашата вера, нашата религија, која не може никој да ни ја одземе. Биди жив и здрав за многу години, останете почитувани со нас, а режијата би ја замолил, значи тоа беше господинот Гордан Јорданов, генерален секретар на ОМД и директор за Европа. Сега почитувани би побарал еден прилог во рамките на ТВ избор, а тоа значи како и што се крчка, кој ќе биде во тимот на Доналд Трамп. Одиме со тој прилог и се враќаме со диете. Останете со нас. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. Камала Харис го призна поразот на претседателските избори. Вели, резултатите мора да се прифатат, но сега не е време за да се кренат рацете, туку да се засукаат ракавите. Најави дека незината работа ќе продолжи и натаму за доброто на слободата, правдата и иднината. We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. И додека се чека 20 јануари за Трамп и официјално да биде инаугуриран, веќе се крчка неговиот кабинет. Американските медиуми веќе ги објавија потенцијалните имиња кои ќе бидат дел од неговиот тим. Петмина се во игра за нов државен секретар. Рик Гренел, поранешен амбасадор во Германија во претходната администрација на Трамп и човек од доверба на избраниот претседател. Беше и веде директор на Националното разузнавање и со тоа стана првиот секретар во историјата на САД кој е отворен хомосексуалец. Токму со Гренел средба имаа македонските владини представници пред неодамнешната посета на САД. Бук Хагерт, сенатор од Тенеси, кој беше дел и од администрацијата на Буш. Тој веќе има искуство со Трамп, бидејќи беше амбасадор во Јапонија за време на минатиот мандат. Роберт Обрајан е единствениот кој не бил на висока функција во претходниот мандат на Трамп. Марко Рубио е поранешен противник на Трамп во внатрепартискиот избор за кандидат за претседател на изборите кога Трамп ја победи Хилари Клинтон. Сенаторот од Флорида сега се смета за поддржувач на Трамп, главно околу гледиштата кон надворешната политика, особено за Куба и Иран. Майк Волц е ветеран од американската армија. Неговото искуство и гледиштата кон војната во Украина сега го става во конверзација за висока функција во кабинетот на Трамп, со оглед на тоа што е во игра и за секретар за безбедност. Најголема конкуренција има за позицијата секретар за финансии. 7 мина ќе се борат за да ја преземат оваа функција. И тоа се главно луѓе кои доаѓаат од бизнисот. Тројца се во игра за секретар за безбедност, меѓу нив е и Майк Волц кој е кандидат за државен секретар. Майк Помпео беше прв човек на ЦИА, а потоа и државен секретар. Тој се обиде и да се кандидира за претседател на овие избори, но потоа застана за Трамп. Поддршката за Израел и тврдите ставови кон Иран го одбележаа неговиот мандат. Многу е веројатно дека доколку тој биде изборот на Трамп, демократите жестоко ќе се спротистават. 3 имиња се во игра за шеф на кабинет во Белата куќа. Меѓу нив е и мозокот на кампањата на Трамп, искусната Сузи Уайлс, и во минатото водеше кампањи на Трамп, дури и кога тој замина од Белата куќа. Гојнеа. Почитувани, тоа беше прилогот кој го дадоме као ТВ избор за тоа кој ќе биде во составот на тимот на Доналд Трамп. Почитувани, за ваша, навистина ексклузивност, со обидов и добив, да му благодарам на нашиот драг пријател, господинот Глигор Ташковиќ, кој го имаме во Њујорк. Глигор Ташковиќ е поранешен министер во владата
на господин Груевски, одговорен за странски инвестиции. Еве, јас ќе му благодарам на господинот Становевски да го преведе во секој случај нашиот разговор, имајќи факт дека господинот Глигор Ташковиќ ја поддржува Македонија и дава се од себе да ја представи во вистинска смисла на зборот. Mr. Tashkovic, thank you and join us in our Благодарам show, што сте со нас, господине Ташковиќ, кој што го организирам заедно со мојот тим, апропо изборите во САД. Како сте? Фала, добро вечер. Ако дозволиш, би сакал да искористам една од твоите изјави која што ја и кажа. Немам инпут на американската политика на Балканот, тоа ќе биде шпекулација и не сум подготвен тоа да го кажам. Повеќе сум заинтересиран да говорам за тоа дали луѓето веруваат на едноставен трансфер на власта и нека луѓето навистина разбираат дека Трамп ќе ја уништи американската демократија наспроти тоталитарното владење како Унгарија, Русија, Северна Кореја и така натаму. Нешто околу ваш став и што се случи пред неколку дена во Америка. Секако јас дадов коментар врз основа на тоа што се случи со првата влада и немам причина да верувам дека ова ќе се промени со ова наредна влада. Ќе биде и полошо во суштина. Имаше некои звезди кои што сјаја во првата владење, но овој пат ќе биде полошо и тоа го знаеме, затоа што имаше видео кој што можам да би го пратам, ако не сте го виделе, ги покажува сите воени и безбедносни лица кои што даваат совет да се гласа против него. И се плашам дека ќе завршиме со тоа што не е вообичаено. Еден вид какистократија ќе не очекрави, какистократија не очекрави. Влада која што ја раководи најлошото и најмалку квалификованите и најбескрупулозните граѓани. Таа беше креирана во 17-тиот век и овој зборот потекнува од два збора, какисто, што значи лошо, и кратос, значи владење, што литературно значење влада на најлошите луѓе. И тоа е прилично тешка изјава од моја страна, но знам дека тоа така, но луѓето треба да разберат дека ова нема да биде редовен трансфер на власт. Демократите ќе го направат тоа, затоа што пред некој ден ми пиша еден, тие секогаш го прават тоа и тие вистинската работа ќе направат, ама во процесот каде што нашата земја ќе се смени неповратно. Минатиот пат Трамп беше на власт, тој федералните регулативи ги сосече за 50%. Да видиме фер, тоа беше и премногу. И јас сакам да ве потсетам на моето време кога работев од 6 до 8 година во Светска банка. Светската банка направи извештај за регулаторна гилотина, се сеќавате, интересен сплет на зборови и тоа ни овозможи да се отарасиме од закони кои што не ни се неопходни и потребни и да протурка Македонија напред. Така да критичен сум за оно што Трамп го направи, публикувањето на овие федерални регулативи за 50%, но тоа беше прилично штетно. Да. Сигурен сум дека ќе поддржите македонската влада сега. Сигурен сум дека нашиот премиер има на ум, бидејќи на Македонија и се потребни вистински пријатели, поддржувачи како што сте вие, и наредниот пат во иднина, во блиска иднина, ќе може да очекуваме поддржувачи од вас понатаму да ни помагаат. Што мислите за пораката или да апелираме на нашата влада и на нашиот премиер за тоа
што да прави и како да продолжи понатаму за да може да биде вистински пријател на Македонија. А вие како пријател на Македонија, како некогашен министер, да има инвестиции во Македонија од Америка? Не го баш разберам прашањето. Вашата поддршка во оваа политичка клима на владата, ако некој побара дали сакате да бидете во тимот за Македонија, не? Дали би сакал тоа да го направам? Да, тоа зависи од премиерот. Јас сум голем обожавател. Верувам дека тој ќе се обиде да репарира многу работи што беа уништени во последните 6 до 8 години. И да, тоа ќе треба да го направи. И пред да земам воопшто предвид да нешто направам што вие предлагате, но оптимист сум дека ќе успее и имам волја и желба кога ќе дојде време да помогнам. Благодарам, Григор. Се надевам дека во поголема форма ќе можеме да реализираме на тамошна емисија. Ви благодарам што бевте со нас. Благодарам. Тоа беше господинот Ташковиќ, директно од Њујорк за вечерашната специјална емисија. Тука би замолил еден брейк да направиме со оглед дека рековме дека победникот зима се. Тоа е предизвик за првата музичка numera што е брейк и завеса за наредните наши содржини. Останете со нас.
Почитувани, реков и дадов збор заедно со мојот драг пријател Жан Станоевски, Жан. Тој е на другата страна, му благодарам навистина заедно со тимот што ми е тука. Еве ексклузивно имаме соговорници зад големата бара, го имавме Глигор Ташковиќ, сега го имаме директно Умберто Паскали, геополитички аналитичар, почитувани. Има ли потреба да спомнам за господинот Умберто Паскали? Легенда кој овие сите 20 години навистина даде несебичен придонес за Македонија и низината борба во делот на справувањето со петоколонашите, со тие сите што се јавачи на апокалипсата, меѓутоа некому не му одговараше кога ќе му ја каже вистината. Че го поздравам заедно од вас и ја реализираме емисијата. Good evening, Mr. Pascali, and welcome in our special program about presidential election in America. As I say, first of all, number 54, 55 and 57 definitely make impression, come back in history. Е измореден камбек во историјата. Како ви ја проценувате победата на Доналд Трамп? Најпрво здраво, слобода. Здраво на сите мои пријатели во Македонија, од многу одамна. Се надам Македонија ќе се врати во форма. Имавме спектакуларни избори, фантастични избори. Доналд Трамп освои се, го освои мнозинството, го освои народниот глас и сега имаме целосно различна ситуација, натрешно, но и глобално, вклучително Балканот и односите помеѓу Русија и САД. Умберто неколку точки напиша за кои што би сакал да те прашам. По победата на Трамп, што ќе се случува со САД, ве молам? Со САД сите политики што до сега се спроведуваа политики на војна, на дворешни војни и деиндустриализација, уништување на индустријската база и вистинската економија внатре, плюс политики на рестрикции, на ограничувања, на базичните морални вредности во САД, на нивото на образование во САД едно од најлошите во светот до сега во времето на Бајден, така да се надеваме дека овие нешта ќе се превртат. Длабоката држава во Македонија, сите ја знаат таа длабока држава. Тоа е една банда на агенции, почнувајќи со ЦИА, со FBI и со State Department-от, кои што ги контролираат буџетот на САД, ги контролираат и надворешната политика и тие организираат војни во светот, онаа војна што гледаме сега во Украина и војни во другите делови од светот. Ова е само заради тоа што имаме класа на луѓе кои што само се богатат од војната индустрија и од војниот индустријскиот комплекс и овие политики, како што кажа Трамп, сега ќе им биде ставен крај и војната ќе престане, бесконечната војна ќе престане, што значи дека и во Европа и на Балканот сите овие луѓе како што се во Брисел, Европската унија, кои што учествува во оваа оргија на војни и што да не доведува речиси на работна нуклеарна војна со Русија и со БРИКС, алијансата на земјите околу Русија и Кина. Сега ова е готово. И ова е запрено. И сега ќе видиме рапидни промени. Демократската партија се распаѓа, како што ние сега говориме, тие веќе меѓусебно се борат внатрешно и не очекувам дека многу долго ќе останат на сцената. Најважното прашање сега за луѓето што не слушаат во Македонија и македонците во светот, кои што следат вашата програма, и исто така во САД и во Австралија и секаде. Тоа значи за нашиот регион, што тоа значи за нашата земја. И тоа значи дека Македонија беше жртва, долго години жртва
токму поради овие луѓе, како што се серија на американски, британски и европски амбасадори во Скопје, кои што ја третира Македонија како колонија, без едноставно да диктираат услови, како во диктатура. Ова сега ќе е готово, ќе престане, бидејќи за Македонија имаме сега шанса да се врати на она што Македонија се обидуваше да го прави пред 20 на 30 години. Тоа значи слобода, суверенитет, независност, но и над се економски просперитет и повторно обликување на економијата, започнувајќи со големите проекти како коридорите, како што, ако се сеќавате, Слободан пред многу години говоревме за тоа, говоревме дека се обидуваме да ги протуркаме на било сите можни начини коридорот 10, кој што ќе биде еден вид линија на развој и на благосостојба за Македонија, но и не за целиот регион, започнувајќи со Солун, па оди на север низ Вардарската долина. Вардар може да биде да биде во ситуација да може да биде пловен, да стане пловен, потоа низ Србија и Унгарија и Централна Европа, Словачка. Сите овие земји се не сакаат војни. Тие не сакаат војни и тие гледаат дека тоа лудо, дека тоа контрапродуктивно и само ги става во конфликт истокот и западот. Тоа ќе биде сега завршено. Ако се концентрираме на Македонија, имате влада со премиерот Мицкоски, се надам добро го изговорив. Министр, ние сега, како во времето на Груевски, имаме можност да добиеме лидерство во Македонија, што е заинтересирано за добробитот на македонците. Премиерот ги штити интересите на населението во Македонија и знам дека, потоа ќе го поставам прашањето, знам дека има посебни односи што се развиваат се повеќе и повеќе помеѓу Скопје и Унгарија, помеѓу Скопје и Србија, така да ова носи и вклучува голем број земји кои што имаат заеднички интерес и кои што сега ќе можат да креираат заедничка сила, како што кажавме и претходно. И ја го најав ова прашање кога говоривме за кампањата на Трамп, се увиде дека луѓето многу искрено ја прифаќаат Трамп, затоа што му пружаат доверба. Сигурен сум дека Трамп ќе ги поддржи коридорот 10, како што рековте, како што претходно добро опишавте дека нашиот премиер го поддржува овој коридор 10 и се гледа да го направи најдоброто да се реализира коридор 58, затоа што Македонија има клучна геополитичка и стратешка локација помеѓу два коридори кои што се врстуваат, коридор 8 и коридор 10. Нешто да ни кажете за врска со ова, како Македонија ќе биде оди напред, сега кога имаме сериозна политичка ситуација со нашите соседи, со Орбан, со Вучич, со Мицкоски, кои што соработуваат и со Грција, со Мицотакис. Сакаме да подадеме раката за соработка, за економски развој, ме молам. То, напрво, луѓето велат Трамп е против Европа, затоа што е тоа еден вид конкуренција. Не, филозофијата на Трамп и филозофијата на економската групација околу Трамп е: јас сум председател на САД и ги штитам интересите на САД, но интересите на САД не се против интересите на другите нации. Тие се против интересот на една банда, на една клика на луѓе, на една меѓународна финансиска олигархија, кои што сакат да вршат притисок на сите, да ги опресираат сите. Може да воспоставиме односи на пријателство, на соработка, на неутрален развој. Јас самиот се развивам додека им помагам на другите да се развиваат. Вам да ви помагам да се развивате. Тоа значи
сите овие коридори, паневропските коридори, кои што се ја поставуваат Македонија на средината на економската преродба, знаете, со добробит за сите, со работни места, тоа беше спречувано од кој? Од овие луди лидерства во Брисел. Во Брисел имаме фон дер Лајен. Ја ги нарекувам луди луѓе кои што не работат во интерес на своите членки и сега нема да имаат веќе САД да ги поддржува. Што значи, како што кажуваше Орбан, баш денес кажа, Орбан даде интервју и кажа Украина, приказната на Украина е готова. САД нема повеќе да ја поддржува војната, Европа нема да биде во остава сама, или Европска да ја поддржува ова војна, што значи сега земите во Европа, вклучително и Македонија, ќе бидат слободни своите интереси да се ги штитат и бојбата не е земја против земја, туку популацијата на било која земја, вклучително Германија, вклучително Франција, Италија, населението на сите овие земји ќе бидат против нивните лидерства кои што ги извисија, ги предадоа и го видовте што се случи во Македонија пред Мицкоски да влезе во владата. Сега ќе има побуна на населението против овие насилни влади и ќе ги ослободиме сите економски потенцијали, што значи прави сте кога велите коридор 10 и коридор 8, север, југ, исток, запад, Македонија на средина, ова ќе биде иднината. И луѓето во Македонија мора да бидат активни во туркање на овие решенија и да не бидат под пресија и притисок на така наречени западни амбасади, кои што не се ни западни, кои што се едноставно ја окупираат Македонија. Многу интересно имаше самит за Унгарија, каде што председништвото со ЕУ го држи Унгарија. Интересно е што се случи кога почнувавме оваа програма. Господин Орбан прилично критичен беше насочен кон незината екселенција фон дер Лајен и кон многу политичари. Кога ќе победи Трамп, се менува светот, се менува правецот на ветрот. Орбан е добар, нешто може би смешно, се извинувам за мојот вординг, но мислам дека Доналд Трамп целосно ќе промени политичката клима, не само во САД, туку и во глобални рамки во светот. Кажете ми, можам да кажам дека госпоѓа Камала Харис кажа во ред, јас прифаќам поразот и му честиташе на за победата на Доналд Трамп. Исто така, дозволете ми, имам краток исказ од господин Путин пре моите избори, тоа беше објавен неодамна, укажувајќи на тоа дека Орбан му честиташе на победата на Путин. Тоа бе вид трансфер на пораката беше. Ајде да чуеме изјавата на Путин. Жан ќе ја преведе. Изјавата на Путин, да слушаме. Бизнесмен в основном, и он мало чего там понимает. A businessman that he is not very well versed in politics. He can make a lot of mistakes. But from the outset, I can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, you know, I was impressed. He is a courageous person. Тој е храбра личност и беше нападнат на And it's not just about the hand he raised and his call to fight for the повик за борба, за заедничките вредности и идеи, секако дека имаше скок на адреналинот, но со тоа покажуваше каква личност е тој во овие состојби. И тоа е едно од случаите кои што сметам дека се охрабруваше себе си на извонреден начин како човек. Благодарам многу. Да, тоа беше
I can take in English. Да, ќе It was продолжам a на statement англиски. of Изјава Mr. беше Putin, од Путин, which he expressed каде for што Sky News. да Sky News ја даде I put in there, и ја thank ставив for овде Jean for translator. за превод од Жан Умберто. 2 days they say no, Putin still yet not. Еве 2 дена помина, се кажуваше дека не му честитал на Трамп и лицето за пренос на пораката беше Орбан, и тој веќе се обрати со честитки. Што можете да кажете, да искоментирате за оно што Путин го кажува? Да, ви честитам на победата на Трамп. Тој е многу храбар човек. Нешто да коментирате во врска со ова? Да, сметам дека премиерот Орбан е клучна личност во европската политика и сакам да кажам дека во овој момент Орбан е поважен, политички помоќен отколку фон дер Лајен, Мишел и целата банда во Брисел. Орбан е извонреден во односите со Трамп веќе долго време. Знаете дека тој е сојузник, многу близок сојузник на Трамп. Еден новинар, кој што е многу познат, беше во Будимпешта неколку пати за долги интервјуа, големи програми, каде што тој ги искажуваше својата поддршка за Трамп, кога Трамп беше нападнат од длабоката држава, од сите олигарси овде и Орбан беше клучната фигура против хушкачите на војната во Брисел, така да имаше канал со Русија, со Путин, отворен, значи де факто тој беше еден вид канал. Не би сакал повеќе од ова да го кажам, затоа што одредени дипломатски активности треба да останат дипломатски, но јасно е што беше тој референтна точка и за Москва, и за силите на Трамп во Вашингтон и во САД. И сега ова ќе донесе плод. Сега ќе видиме дека вашиот поента, што е односно ставот на Орбан, нема да оди во правиц за продолжување на војната, туку стопирање на бандата во Бресел, менување на состојбата во Европа, целосно тоа ќе биде политиката на Трамповата администрација. Нема да биде Трамп против Европа. Јас ја представувам САД, ќе каже, и тој не може да се каже дека во Европа треба да го прави оно што го прави САД, туку Европа треба да штити на интересот на своето население. Орбан е клучен пример. Добро е што Македонија има посебни односи со Унгарија, затоа што ова ќе помогне на Македонија во иднина. И за крај, сакам да ве прашам, затоа што трансферот на политичкиот трансфер моќта на 20 ноември, односно 20 јануари, се уште ќе биде власта во рацете на демократите до тој датум и тие ја прифатија победата, но може да се дојде до поддршка на политичката транзиција, што ќе се случи на 20 јануари, но за некои медиуми беше кажано дека повеќе милиарди веќе брзо се насочуваат и даваат милиарди долари за Украина, се прелеваат таму. Што тоа значи? Тоа значи се краде нешто како што во Македонија имаме исто така политичка клима во последните 7 години, каде што ја напуштија политичката сцена, СДСМ и ДУИ целосно ја уништија македонската политика. И што значи касата државна беше испразнета, значи против јавното ставодеа, против опозицијските мислења кои што се сега на власт. Како ја гледате состојбата сега во затоа што е многу опасно ако се сложите со мене. Многу пари на американците ќе бидат протечени, сега ќе отидат повторно во непознати правци во Украина и така натаму. Милиарди долари. А луѓето во Америка и во македонците се жалат. Ние не можеме да се го платиме хипотеката на кредитот. Немаме пари да врзаме крај со крај. Да, сега ќе биде тешко да се продолжи со оваа политика на фрлање на милиарди долари во Украина.
Веќе сега Трамп ги доби изборите, ќе биде инаугуриран на 20 јануари, има одреден период од време, но победата беше толку силна и демократите и длабоката држава се обидуваше, и се уште се обидуваат, но гласовите што ги доби Трамп беа толку многу, што едноставно беа збришани од политичката сцена. И сега секој разбира дека сите милиарди што се дава на Зеленски, како бумеранг ќе се вратат. Тие му помагаа на Зеленски. Тој има различни вили, 2 има во Италија, 1 во Англија и така натаму, но тоа беше боранија ситна. Големи пари се поминуваа низ воената помош, а воената помош ги финансираше организациите во Вашингтон, оние кои што се поврзани со војниот индустријскиот комплекс, со Конгресот, кој што е корупција до небо. И во моментов сега интересот на граѓаните во САД е спуштен на многу ниско ниво, само интересот на тие супериорни воен буџет. Воениот буџет е тој што се диктира, воениот буџет е 800 милиарди долари. И интересот на тие групи е да стигне над трилиони долари, значи, и билиони долари, и секој ден расте. И не може да се запре, така да САД е во неволја поради оваа политика, на фрлање пари во војната што нема крај, која што само носи внатрешна корупција. И ова сега завршува. Демократската партија во овој момент е во процес на мафијашки војни. Дали сте ги гледале филмовите со мафијата, каде што имаме 2 глави на мафијата кои што меѓусебно се убиваат. Тоа е состојбата. Значи Сандерс, кој што е еден од лидерите на Демократската партија, објави војна на лидерството на партијата. Значи вие сте против луѓето на САД, јас ќе ве запрам. Така да нема да биде изненадување ова моќ која што е толку силна и што испраќа амбасадори во Македонија за да диктираат своји агенди, како да е Македонија колонија, ова веќе нема да биде можно. Сите овие групи кои што се моќни во Стейт департментот веќе нема да бидат толку моќни како што беа порано. Македонија треба сега да излезе, да го каже својот глас, да учествува во овие промени во светот што еве сега се случуваат околу Вашингтон, и исто така да можеме војната помеѓу Истокот и Западот да ја запреме. Нема никаква смисла. Македонија има само шанси да добие во овој период на мир, на економски развој и економска размена. Ви благодарам, Умберто, за прекрасното интервју што го направивме веќе 10 години. Минатиот пат беше кога бев во ТВ Сонце, сега сме во ТВ Вистел. Ви благодарам за тоа што бевте со нас и посакам се најдобро на вашето семејство и вашите пријатели, и задоволство ми да бевте со нас во нашата програма. Моите најдобри желби кај сите мои пријатели во Македонија. Се најдобро до вас. Господи, тоа беше Умберто Паскали, по една пауза. Сме заедно после толку време, наистина даде се од себе. Во изминатиот период се бореше и се уште се бори против петоколонашите и сите тие кучиња, така се викат, да злото, кои одработуваат и не можат и не смеат да зборат ништо лошо, бидејќи тоа е која веќе, простете ми, која ќе дадете нешто дел од вашето тело под кирија и ќе си молчете. А ние нема што да молчиме. Збориме за вистината. Ивана, Огњен, одиме со еден мал премин и се враќаме, одиме со вториот гостин од Вашингтон, кој ќе го задржи вашето.
почитувани, ветив заедно со Жан и мојата екипа дека ќе ви приредиме супер ексклузивна специјална емисија за и околу председателските избори во САД. Да, ја нарековме заедно сите дека бројот 45 и бројот 47, најсилниот председателски камбек во историјата, Доналд Трамп донесе и ќе донесе големи изненадувања. Верувам во овие зборови што ги кажувам и никош не сум сгрешил во моите проценки. Само за ваша една информација, кога го прогласив за премиер на Грција, господинот Ципрас, многу ми велеа, Слободане, многу те почитуваме како познавач на приликите, но ја утне работата, брат. Зошто? А како може пред Папандреу, пред другите борци, да речем, за политика во Грција, ти да типуваш на Ципрас. И се случи. Се случува и тоа. Деченска го имаме Жозеф Пудра. Тој е нашиот специјален гостин од Вашингтон и го вклучуваме во нашата програма. Добро вечер. Good evening, Mr. Joseph. Hello. It's pleasure to me to talk with you. Што можам да разговарам со вас. Пред неколку минути го интервјуирав господин Умберто Паскали и тој многу интересно интервју ни даде. Вие сте експерт за Блискиот Исток, имаме нов моментум сега, имаме историски камбек на председателот број 45, ќе биде сега председател број 47 и се именува како Доналд J. Трамп, кој што ги доби овие избори на 5 ноември и донесе големо изненадување, секако со поддршка на многу силни поддржувачи како Илон Маск, кој што беше ветар во грбот за него и финансиска и логистичка и победи со многу електорски гласови. Вие сте прв пат во нашата програма последните 25 години. Задоволство ми е што можам да се... Како ја оценувате победата на Трамп? Беше многу изненаден, затоа што мислев дека ќе победи Трамп, не очекував дека ќе победи толку одлучувачки. Мислев дека ќе биде тесна борба помеѓу него и неговата противничка, но има исто така се постава прашање дали оно што го очекувавме дека ќе го направи Демократската партија ќе биде доволно да се спречи Трамп да победи, да победи во сите окрузи, така да беше големо изненадување. И сега неочекувано е тоа што се случи. Анализи правам често дека не е фер од една партија на демократите 3 месеци пред изборите да номинираат кандидат и да кажат дека ќе изгубат, дека испадна губитници. Дали мислите дека е тоа сериозен аргумент како сериозна партија 3 месеци пред изборите да номинира кандидат за председател? Сето тоа беше чудно, затоа што најпрво Демократската партија и лидерството на Демократската партија не ја сакаше Харис, затоа што тие сакаат да го задржат Бајден и покрај тоа што немаше ефективна опозиција во Демократската партија за против Бајден и сега за прв пат, колку што ја знам, има дебата во републиканска демократска дебата пред конвенцијата за номинација, така да Бајден против Трамп имавме, Бајден многу лошо се покажа и така да го присилија Бајден да се откаже, ја внесоа Харис, но на начин на Харис никако не успеа, никога немала кампања претходно, сите состојби беа фиксирани на повисоко ниво, за да може Бајден да ја турка Харис и да создаде ситуација каде што ќе може да се очекува дека ќе победи преку манипулација на гласовите, но тоа не помина. Да бидеме искрени, вие сте експерт за Блискиот Исток, очекуваме дека клучната улога што Доналд J. Трамп ја има
во конфликтот помеѓу Русија и Украина и на конфликтот на Блискиот Исток. Како што знаете, Доналд Трамп е првиот политичар кој имаше средба со севернокорејскиот председател, откако и кажа дека за 24 часа ќе стави крај на војната помеѓу Украина и на Блискиот Исток. Доналд Трамп исто така има многу добри односи со Саудиска Арабија, тоа е една силна држава. Можете ли да ни кажете нешто за ситуацијата во Украина и Блискиот Исток? Имаше кампања и реторика во кампањата. Трамп кажуваше дека ќе 24 часа ќе го реши проблемот со тоа е прилично смешно, затоа што клучна работа е се во Украина може се утврдува од Русија. Русија го добива војната без разлика што пропагандата вели на западот. Ништо не може да се направи да се сопре Русија што и да сака да направи во Украина без разлика колку тоа да ескалира. Значи Трамп вистина нема да игра улога во Украина. Се работи за прашањето што Русија и како Русија ќе може руско-американските или руско-НАТО односите ќе може да направат, и тоа е клучното прашање. И она што Трамп го кажува за Украина, ќе го поддржи ова. Не е можно, значи, да се заврши за 24 часа, но еднаш тој кажа дека тоа може да го направи, да Украина не влезе во НАТО во наредните 20 години, на Америка дава оружје на Украина, така да време е да стане неутрална Украина. Бидејќи знаеме дека Горбачов на еднаш голема грешка направи, не даде гаранции дека НАТО нема да се шири кон западот и дека ќе дојде до вакви сценарија со Русија, бидејќи тогаш беше кажано дека ќе треба да се потпишат гаранции за НАТО, дека НАТО нема да се проширува кон истокот ниту еден инч. Нешто да ни кажете за тоа? Ќе види ли можно Трамп да не оневозможи членство на Украина во наредните 20 години, да ја остави неутрална за да се заврши оваа војна? Не мислам така. Русија никогаш нема да прифати предлогот на кој што вие укажувате, што излезе од Wall Street Journal и во други медиуми, дека адвокат, како ќе го турка тоа Трамп. Русија тоа никогаш нема да го припати, бидејќи Русија се противи и тоа е искажано Путин пред интервенцијата, ќе биде перманентна неутралност, трајна неутралност за Украина, зати 20 годишното одложување на членство во НАТО, Русија нема да го прифати во овој предлог што го кажа САД и НАТО потенцијално ќе продолжат да ја вооружуваат Украина, така да ќе биде враќање на договорот од Минск, каде што Западот ќе сака да добие на време за да го надгради тоа. Русија победува во секој аспект, дипломатски и воено, така да Трамп тоа што ќе го сака да го протурка нема да помине. Путин ќе каже благодарам за твојата понуда, но нема да го купи. Господин Буда, сакам да ве прашам, видите експерт. Многу од моите колеги се љубоморни за тоа што експерти за Блискиот Исток поканувам. Како ја решавате проблемот со Блискиот Исток и решението по победата на Трамп? Тоа е тешко прашање, затоа што е нејасно што Трамп ќе направи. Исто така е нејасно што Бајден ќе прави, затоа што до влегувањето на Трамп до 20 јануари останува на власт, не е јасно што Нетањаху ќе прави, така да има различни фактори кои што ја играат овде во Блискиот Исток, што може да влијаат врз ситуацијата. Најпрво мора да Бајден, губејќи
ги изборите и колективот околу Джейк Соливан, Линкен и така натаму, се многу љубоморни луѓе и што ќе сакаат тие на Блискиот исток да го направат, да е лоша ситуацијата, за да стане потешко за Трамп да се обиде да ја решава во наредниот период. Тоа е една работа. И втора работа што Иран ќе направи, затоа што Иран кажа дека тие ќе одговорат на израелски напад ако се случи, како што се случи неодамна, дека тие ќе нападнат пред 20 јануари, и исто така ако тие тоа го направат, каков напад тоа ќе биде, треба да се види дали ќе биде символичен како што беше и ќе биде прилично груб, и да видиме потоа како Израел ќе реагира. И потоа третиот фактор е исто така најважниот, Нетањаху. Трамп и Нетањаху одржува многу добар однос, но не сум сигурен дека тоа ќе продолжи, затоа што на крајот на крештата Трамп е бизнисмен, цврст бизнисмен и знае што функционира, што не функционира, тој е прилично прагматичен и начинот на кој што израелската влада делуваше уништувачки е катастрофален за Израел, но од друга страна состојува друг факт е што донаторите на кампањата на Дорен како Мириам Елсен и други делови од лоби групите во САД се многу моćни и ја финансира кампањата на Трамп, така да не е јасно. Како последно прашање, 2 во 1, да ни кажете во 2 минути за Кина и БРИКС, како ја гледате ситуацијата. Кина и честиташе победата на Трамп. 2 минути само да ни кажете за ова клучно прашање. БРИКС самето што се случи е почетокот на многу широка промена во глобалните односи. Може би 10 до 20 години ќе претрае за целосна имплементација. Нема да биде може би форматот на БРИКС, но оно што се случува и односите исток, запад, север, југ, трговија, трансформација на односите и така натаму, оди во правец на тоа што на САД ќе и се даде можност да се приклучи, но не верувам дека тие ќе сакаат да се приклучат. За Кина? Односите Кина-САД? Во врска со победата на Трамп и односот со Кина? Тоа е друго прашање. Многу нешто се нејасни овде и за тоа кој ќе биде назначен за позиција, затоа што на крајот на краиштата кој да е државен секретар или за одбрана секретар ќе треба да играе одредена улога и не е баш јасно сега каква ќе биде политиката на Трамп во врска со Кина, во однос на Кина. Тоа нема да биде толку агресивна како Бајден. Бајден беше војно агресивен, поагресивен од Трамп, споредено со неговата претходна администрација во врска со Кина. Трамп ќе биде конкурентно, економски конкурентен. Не е јасно што ќе се деши. Господин Јозеф, ви благодарам. Беше прв пат, но сигурно нема да е последен. Ќе поканам повторно да бидете наш посебен гостин. Ви благодарам што бевте со нас. Ви благодарам и јас. Тоа беше господин Јозеф Бреда, експерт и да ви кажам искрено, единствено досега на македонските простори за прв пат се појави. Еве, тоа беше мојата организација за вечерашната специјална емисија, што заедно со мојот тим, со голема љубов и почит, го реализирав заедно со сите овие гости што ви ги пружав. Задоволство, ја гледате зад мене, дајте го тој кадар, Ивана, да видите колку е исцрвената Америка. Тоа се државите во која Доналд Трамп победи. Победи вистината, победи правдата, победи желбата да се спаси држава која вели Make America Great to be again,
Значи мага, тоа беше токму тој слайд што го пушта екипата со капата во кој 45-тиот и бројот 45 и 47 е вистински камбек на еден политичар на политичката сцена. Драги мои, морам дајте ми камерата, тука ќе се обратам. Тоа сме ние, вистинска телевизија. Вистината ви ја предаваме. Ние немаме турски серии, морам ова да кажам. Тешко доаѓаме до реклами, бидејќи не сме отфрлени од просторот и ние сме македонски етер. Во овие изминати 14 месеци во кои јас контрибуирам, партиципирам заедно со мојата екипа која неуморно ме следи и ми дава подршка, не гледате на интернет, не следите, даваме се од себе. Значи, бараме разбирање. Благодарам, тоа се драги пријатели кои еве дадоа подршка вечерва да ја реализираме емисијата заедно со луѓето кои се добронамерни. Бидејќи кога ќе им спомнете нешто за подршка на вакви емисии, морам да си дозволам. Тие веднаш како змија да имат уже простете, но немојте да не отфрлате. Не ова плаќање, тоа е вистинска смисла на зборот. Ние не должиме никому. Ние не одработуваме никому. Затоа ќе замолам режијата да дојдеме, може, Жан те мола, може да влезеш и не можеме само бидејќи во ред Жан. Сакам да ве замолам. Ние сме за вас и постоиме за вас. Вечерва ја реализираме во очи на празникот на великомаченик Димитри. Рековме дека ова е голем празник за сите македонци, сите православни христијани, каде и да се во светот. Но еве во чест и слава на овој голем празник, ќе ве поздравам пред се од мојата екипа, пак ќе речам, тоа е Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер, Иван Алексова, Огнен, прости ми Огнен, повторно речам, Жан Станоевски, господинот Ѓорѓи Дојчиновски, газата на Сигнум Плюс, која е иконографијата негова, и да бидам искрен, благодарам на господинот Максим, кој ни даде подршка Ацевски, и он не помогна да реализираме оваа емисија. Бите живи здрави, се гледаме во редовниот термин Гласот на народот вторник, а ова беше волја на народот и мојата маленкост. Да сте живи и здрави, пријатна вечер. Велика